Здраво на сите, продолжуваме со програмата. Зборуваме во оваа лекција за тоа какви клиенти сакаме, за да на некој начин си олесниме нашата работа. Клиентите, значи разните типови на бизнеси на кои што можеме да им помогнеме со нашиот маркетинг, ги делиме на неколку категории, односно лесни, средни и тешки, односно лесни клиенти за да се добие добар фидбек, односно добар резултат од маркетингот за нив. Значи, релативно лесно и почетник може успешно да направи маркетинг кампања и да добие супер успешни резултати за овие типови на бизнеси. Овие типови на бизнеси се малце потешки, треба некое поголемо искуство, но не значи дека кој знае колку повеќе ни треба, а додека оваа категорија тука е категорија која што би ја оставиле за понатака, значи овие типови на клиенти. Сега одиме зошто да објасниме зошто овие се лесни бизнеси за рекламирање, односно бизнеси за кои што релативно лесно можеме да добиеме резултати со наша маркетинг кампања. Затоа што кога некој го заболи зап или има проблем со зъбите, некаков проблем или сака да направи некоја косметичка интервенција, нема потреба ние да го убедуваме дека треба да отиде на стоматолог. Значи треба да отиде на стоматолог и тоа е тоа. Нас и активно пребарува значи каде да отиде пребарува стоматолози во негова околина и наша задача е единствено да му излеземе во сусрет, во пресрет и да му го посочиме нашиот клиент стоматолог како решение за неговите проблеми. Исто тоа е тоа, значи нема некоја голема филозофија во рекламирањето на стоматолози. Имаме ние посебен пристап околу тоа како ќе изведеме таа маркетинг кампања, но едноставно се знае кој е патот. Ако некој има проблеми со зъбите, оди на стоматолог. Ние го посочуваме нашиот клиент. Или ќе привлечеме муштери за него, односно посетители на неговата ординација со наша една ефикасна стратегија. Исто кога некој оди во ресторан, значи кога ви се пријади или кога на некому му се пријади, едноставно сака да оди декаде да јаде, поготово во ресторан, значи поготово во Америка барем еднаш дневно сите јадат во некој ресторан, фастфуд ресторан или што и да е, значи или некој можеби поексклузивен ресторан за вечера. Така да многу често се јаде надвор, значи скоро многу ретко се јаде дома и се припрема нешто. Така да рестораните се очигледен избор, 3 пати дневно треба да се јаде барем, така да ние едноставно треба да го посочиме да го изрекламираме нашиот клиент. Понатака теретаните се знае дека кој сака да влезе во форма, како мене например, треба да оди во теретана. И тоа е тоа, очигледен избор, само треба да ги посочиме и да ги мотивираме заинтересираните клиенти. Значи во негова географска околина, нели со на таргетирање на Facebook и на Google, луѓето кои што се географски во радиус или односно во диаметар од 1 до 2 мили околу тој бизнес. Исто така летни клубови, пластични хирурзи, исто кога некој сака да направи некоја косметичка интервенција, да се стави поголеми гради, да се дотера, да изсече некоја вишок кожа, значи очигледен избор е нашиот клиент, само треба да го посочиме. Нема дилема околу тоа кој е решението на нивните проблеми овде. Сега ако човек отиде во стоматологот нема некој големо искуство, малце е груб, не е нежен, значи нема големо искуство, му направи грубо му го извади завод или му направи некоја интервенција, и да е незадоволен, сепак ќе плати, тоа е тоа, значи нема што тука околишење. А исто така во ресторанот, ако не е добра храната, човекот пак ќе плати, нема можеби да дојде повторно догледно време во тој ресторан, но мора да плати во секој случај. Исто така и во теретана, ако не е доволно чиста или ако нема доволно справи, ако купи некој пакет од 3 месеци, нема да, едноставно тоа е тоа, ги дал пари, треба да вежба,
ќе помине тој период, па можеби ќе се пресели во некоја теретана. Значи едноставно реален избор е сите овие бизниси, ако сакаме забавен ноќен клуб, нормално пластични хирурзи, и има други ред вакви бизниси, но за почеток доволно се овие да ги спомнеме. Понатака, значи, која е разликата меѓу овие? Ова колона тука и оваа колона тука. Значи, бизнес коучи. Кога имаме некој проблем, сакаме да развиеме бизнес, да го подигнеме нашиот веќе основан бизнес на некој повисоко ниво, тогаш ни треба, значи, имаме многу различни решенија. Ние во овој случај најпрво треба човекот кој што го има бизнисот да го убедиме дека му треба бизнес коуч, нели бизнес тренер, бизнес советник, ментор, гуру, или тек потоа да го убедиме дека нашиот клиент кој што бизнес коуч е право решение за него. Во овој случај исто така дека да купи некој курс, значи дека треба да купи курс човекот, значи може да најде проблем за неговото решение или да купи книга да прочита или да се запише на курс. Има многу различни решенија на неговиот проблем за разлика од првата колона. Тука е очигледно кој е решението на нашиот проблем. Значи на клиентите, како да им најдеме повеќе муштери и клиенти. Овде, значи, треба човекот да го убедиме дека курсот што го продаваме за нашиот клиент е право решение и понатака дека тој курс е добар. Исто така за маркетинг агенции, за сајтови со членарини. Значи, оваа колона и да се надеваме дека програмата која што ја има овој клиент тука, овие клиенти тука е добра, дека ред други параметри во нейната маркетинг кампања се добри. Значи има добра почетна точка затоа што ние не можеме се да направиме залив да измислиме да им снимеме курс па да им го продаваме. Значи треба да имат некој готов курс или бизнес менторот треба да има некоја програма која што функционира и ние треба да ја продаваме. Значи да им зголемиме продажба или некој овде public speaking исто. Значи не воопшто едноставно да се наполни сала на луѓе кои што ќе ве гледаат и дојдат да ве слушаат, како што например голем дел од вас претходно дојдовте во клуб на новинари да ме слушате мене. Значи јас сум имал најголема бројка на посетители 150 луѓе. Значи дошле чисто со моја маркетинг кампања, имейл плюс SMS маркетинг кампања комбинирано. И ова е нешто, колона е нешто на средина, значи транспорт, бизнис. Исто така имам конкретен пример од клиент, филмски продуцент, холивудски филмски продуцент, за кој што работиме. Значи многу сложена маркетинг стратегија, бара неколку луѓе, постојано да работат на примерот, на случајот. И тука имаме еден пример за неколку, работиме исто така за неколку транспортни компании, им помагаме во пронаоѓање на работа и пронаоѓање на шофери. Знаете дека шофери се бројката на шофери секогаш е премала, значи недостаточуваат шофери како во Европа, така и во Америка. Како сето тоа го правиме и наоѓаме шофери на транспортни компании во Америка. Понатака, како се прави исто така, значи некој средно ниво на тежина има реклама на дилерство за коли, данъчни сервиси, адвокати, електричари, водоводжи. Тоа е, значи, она што е битно, што е интересно. Тука да се напомене. Значи, оваа колона е најдесна, ова е средна, ова е нешто што би го ставиле за понатака. Да видиме нешто, да не пропуштивме интересно тука. Да, тоа е тоа. Многу е лесно, штом ги постигнете првите резултати ќе ви се зголеми само до вербата. Тие резултати може да ги снимите и на видео. Едноставно да ги презентирате пред други, ако имате добар резултат со стоматолози, да ги презентирате пред други стоматолози кои што се со баш конкретен резултат во промоција на некоја стоматолошка ординација, ги контактирате некоја друга стоматолошка ординација по мејл со видео снимено како сте успеале, значи со резултати. И сето тоа може да се изведе само со Facebook Ads. Значи овие сите тука
кампања, односно типови на бизнеси може да се изрекламират комплетно само со Facebook. Не ви треба Google AdWords, додека за овие тука бизнеси ви треба Google AdWords во комбинација со Facebook. Но кој било тип на бизнес да го одберете во случајот, за сите типови на бизнеси клучен момент за успех е ретаргетинг. Значи мора човекот да ја види неколку пати, да ја види рекламата, па да се одлучи да купи некој производ, услуга, да отиде во ресторан. Може би денеска би ќе вручил, но ако му излезе неколку пати рекламата, утре ќе отиде таму. Ќе видите какви ние имаме маркетинг тука стратегии за тоа. И уште една работа што е многу битна. Не значи дека клиент кој што средна тежина на категорија, средна тежина за маркетинг, или клиенти кои што се релативно тешки да се категории на бизнеси кои што се релативно тешки за промоција, односно бараат повеќе искуство, не значи дека повеќе пари по клиент ќе добиете од оваа категорија. Значи комотно може да си работите само со оваа тука колона на бизнеси и да не ви треба ништо повеќе во животот. Да спиете мирно, да воопшто да не се замарате со тоа дали Facebook ќе го зголеми ричот, го намали. Вие едноставно заработувате од тоа, сте успешни, му носите резултат на човекот, значи на клиентот, и заработувате, значи имате некој дел од тој месечен буџет. Зависи, може да биде 20-30% од таа сума, а кога имате веќе секој нареден месец имате поголема база на луѓе на кои што правите ретаргетинг и може да ги исклучите основните реклами и да уште повеќе, дури 50% од тој буџет да остане за вас од тој месец. Значи секако дека во првиот месец треба да се искористи максимум тој буџет за маркетинг. Ќе видите како ќе ги исконтактираме овие клиенти. Како да започнеме првиот чекор кој е. Значи затоа ги учевме ги имавме оние лекции додадени претходно како да се најдат мејлови од било кој бизнис на неколку начини, како да се пристапи до тие бизнеси. Значи клучот е ретаргетинг е клучот. Значи ова е многу битно да се запамти. Човек треба да ја види повеќе пати рекламата, за да биде успешна. Значи не сте обврзани воопшто да се движите и да работите со некои вакви клиенти. Значи тука и заборавивме и недвижности, real estate. Тука имаме изнајмување, продавање на недвижности. Во Америка многу често луѓе да се селат од една во друга држава, од еден во друг град, така да функционира страшно тој пазар на недвижности. Значи воопшто нема проблем. Ова што сега тука го даваме е метода како да развиете своја маркетинг агенција, да вработите цел ваш тим, кој што ќе да се вработите понатака. Прва фаза кој што би го направиле, од кога ќе почнат такви примања, значи може би еден клиент. Прва фаза е да вработите добри графички дизајнери кои што има познавање од веб дизајн. Тоа е клучот, значи тоа е така и да го мотивирате нормално. За тој дел понатака за креање ваш тим ќе зборуваме нахрано. Значи и втора фаза е нормално да најдете некој кој што ќе ви помогне во маркетингот и кој што ќе може да прави мониторинг на рекламите. Можете да ни сконтактирате на следниот телефонски број 070-303-831 или на имейл contact@mirkocveselkovski.com. Се гледаме, само храбро!